Стадион. Емисија за вашата вистина. Можам да се кажам дека уште од почетокот на некој начин е направен некаков превид во однос на тоа што во договорите не се предвидени и одржување. Значи, ако во договор за купување видено и одржување за одреден временски период, каде што нормално тоа одржување ќе влегува и во гаранцијата, ние немаше да ги имаме маките уште од старт, па немаше да ни се влечат проблемите и немаше да дојдеме до ситуација да на некој начин бидеме оценувани и од истиот оператор. Но тоа е тоа. Мора да одиме напред. Ова година јас започнавме постапката како што треба. Имавме два оператори, нажалост едниот беше многу над проценатата вредност. Кој што има детали, значи побарените средства од ланската година ги предвидовме ова година, значи истите средства и операторот скокна пак за повеќе од 25 до 30%, а другиот оператор се покажа дека не сериозно и не ги исполнува условите да биде избран. Имавме жалба уште на стартот на отварањето, што временските рокови предвидени во изложат, ти прологират, а со самата постапка, пошто од јавен, односно од меѓународен карактер е подолга од вообичаените. Имавме жалба после тоа и на поништувањето на постапката, затоа што не може да вршиме избори, сето тоа не влече до максимум до овие Нажалост, ние побаравме од Бирото за јавни набавки да ни даде согласност да одиме со преговарање. Првиот пат бевме одбиени, вториот пат после добивме. Поради ургентноста на... Вториот пат добивме и веќе ја започнавме постапката, ги поканивме неколку оператори, некои се јавија, некои не се јавија, некои навремено, некои со задоснување. И за воле на вистината пак ни се појави истиот оператор кој што секако дека е најсериозен, но сега се впушта во цената што ни беше предвидено уште од старт. И ова ни кажува, значи, на некој начин дека ние заради нив изгубивме 5 месеци, а оние пак се враќат на цената со пониска цена. Со пониската цена. Значи истиот оператор кој што ни понуди тоа, заради кој што моравме да ја поништиме постапката, сега ни се Тој е производителот на авионите. Не е производителот на авионите, е економскиот оператор кој што е заставник за Air Titan, односно за Европа. Јас можам да кажам дека, односно да се исправиме за неколку работи во однос на тоа што го кажа поранешниот директор. Значи, точно дека може би затекнала ситуација каде што набавката за истиве започнато. Меѓутоа, пак ви велам, договорот не е добар. Пак ви спомнувам дека во план било третиот авион да биде двосет, за да може нашите навистини искусни инструктори да обучуваат нови пилоти кај нас, а не да плаќаме огромни средства надвор. Третата работа што е пропуст исто така се хангарите. Значи, не можеш да купуваш средства, односно не може било кој домаќин што е добар да купува Мерцедес, а да го држи надвор на улица кај што секој кој што ќе помине ќе го изгреба или ќе дожд ќе го мавне и ветер и снег и сето тоа. Значи, ние за истиве немаме откако се набавени. 2009 година, односно 10-та, од кога се набавени немаме хангари за истиве. За возилата, за авионите? За авионите, за авионите. Да. Немаме хангари. Значи, и ова е огромен проблем. А од друга страна, од сите показатели, нашите се најдобро чувани авиони, со најдобра состојба. Нелогично е да зборуваме дека во периодите кога биле нови, млади овие авиони кога сме ги купиле, нивното сервисирање да би коштало повеќе од колку да би коштало сега. Значи, со годините... А затоа цената... Со годините мора да се качува и цената. Јас не сум инженер по авио, односно по механика. Ниту сум техничар. Проценките се тие кои што
ги прават. Мораме да вршиме контрола, точно, но на крајот оние за својата работа тие се подпишуваат. И во однос на ова работа навистина не треба да има никакви импровизации. Затоа што летањето со вакво летало спаѓа во едно од најопасните, односно несериозните. Значи, било каква на некој начин импровизација може да доведе до многу несакани последици. Во однос на една друга работа што сакам да исправам. Значи, точно дека тогаш се набавени возила, меѓутоа Дадени се моментално во дирекцијата имаме само 3 кинески возила кои што беа дадени на Македонски шуми, ја ги вратив, затоа што истиве нови возила пред 2 години се набавени, дадени се на истиве колеги, да ги користат за гасење пожари, меѓутоа тие качиле 60.000 километри, кај што бројчаникот на пумпите покажува 000. Значи, можам да кажам дека е класична, не би сакал да употребам збор злоупотреба, него да кажам збор дека не се користени за таа намена за што се дадени. И затоа јас ги повлеков уште во април месец, 2 од нив ги поправивме, затоа што беа искршени и едното од нив дури не се возеше, ги поправивме и ги дадовме на подрачните оделенија во регионот Виница, Валандово и Кочани. Значи, тие 3 возила се беа таму. И другите возила кои што амароците кои што ги спомнаа, кои што се набавени на поголем број тогаш, 7 што се останати во дирекцијата, сите 7 се на терен. Значи, сите капацитети можни што ги има дирекцијата во однос на справување со пожари, се на терен. И во однос на тимовите е пишана мобилизација истиве, вршена подготовка пред да започне сезоната, излезене на терен да се види, да се проверуваат што може, колку може. Ние секојдневно имаме барање за доделување на опрема на различни, дали противпожарни служби, дали министерство, наши припадници на Министерство за внатрешни работи, кои што навистина јас сакам да упатам една голема благодарност затоа што се големи професионалци, навистина на терен доле, по тоа што ги видовме неколку дена, значи овозможуваат сите акции да течат безпрекорно, да си го чуваме редот и мирот, да нема нервози помеѓу населението, да вршиме обезбедување, односно евакуација тамо кај што пресметуваме, односно процениме дека има опасност и така натаму. Значи, и во однос на овие работи, навистина, можам да кажам дека... Помена дека во тој период барали интензивно, сами не може да гасиме од Израел, од Турција сега и она е во проблеми. Дали, каква е таа комуникација, да одговориме на Селим? Значи, првин мора да расчистиме една погрешна перцепција што е стварена во државата со години назад, и помеѓу населението, и помеѓу различните градови, односно општинските служби и така натаму, и помеѓу вработените во јавните предпријатија за понесување со шумите и така натаму. Не секој пожар треба да се гаси со авион. Ова сега не го кажувам од перспектива дека не се сервисираат авиони. Дека за ова мора авиони тие шумските, не може поинаку. За овој пожар да. Точно дека треба авионите, но кажува дека за пожарот пример во Кочани воопшто не требаше авиони. Пошто имаше пристапни патишта, можеше со цистерни и со сето тоа да се направи и навистина пожар што се гаси со цистерна не е со гасење со авион. Значи многу полесно, многу поедноставно, многу побрзо и многу посигурно. Се гаси со цистерна, односно со луѓе, со вода, кои што ќе исчистат се да не се остане, затоа што ние имаме секојдневни веќе повторувања на истите пожари. Само во Кочани со градоначалникот бевме уште од стартот на убава координација, пуштивме и луѓе и средства, се изгаса пред 2 дена од другиот крај. За да наредниот ден избувнува тој најкритично што го видовме и каде што има навистина загрозување и за куќите, не се работи само за шумите. Сакав да го исправам малце и мојот претходник. И да
после тоа, односно после ставањето во контрола, односно изгасувањето на истиот да се повтори на другата страна. Што сакав да кажам, дека перцепцијата да секој пожар се гаси со авион на вистина е погрешна. Перцепцијата да првата работа што не иде на памет како градоначалник, односно како институции други во случај на избувнување на пожар, дали може да ги летаме канадерите, пошто обично тој збор го користат во незнање дека тие се со друг тип на воздухоплови, значи се трактори со помал капацитет. Но од друга страна сакам да укажем на една друга работа. Значи во однос на оправданост. И денеска може да си кажеме дека имавме потреба и немаме потреба. Значи ќе најдеме луѓе кои што А дилемата уште може да како дилема да постои? Може да постои, затоа што една Турција допред една недела немаше воопшто такви авиони. А е супер сила во однос на И воена и не само воена, во однос на производство на воздухопловни летала. Значи тие произведуваат секакви од воени авиони од Немале авиони за гасење они? Немале авиони за гасење пожари. А руците им помогнаа нешто, да. Значи ова е точна информација. Затоа сега сакам да и граѓаните на некој начин бидат свесни и слушат. Друго е проблемот што ние она што го кажав на почеток, значи зима треба да мислиме за лето, односно лето треба да мислиме за зима. Значи ни фали едноставно култура на граѓанска одговорност. Значи ако гледаме дека и најмал пожар негде по пат избувнува, треба да застанеме, да се потрудиме првите ние, било кој, секој може да биде херој, да го изгаси истиот и после тоа да повика помош ако има потреба дека гледа дека истиот се расширува. Затоа што има огромни ветришта, односно промена на движење на ветровите во тој дел. Имаме скоро 60 дена без капка дожд. Знаете што значи тоа? Целиот тој регион да е со температури над 40 степени, без капка дожд. Луѓе кои што ги пала стрништата, значи очигледно е дека овие пожари се на некој начин од луѓе кои што предизвикале да ги запалат стрништата и после тоа излегува од контрола. Зашто што имаме направено значи и испитувања како може да настанат пожари. Значи 99% од пожарите се од човечкиот фактор. Дали намерни, дали од невнимание. Значи сите ние институционално треба што поскоро да се образуваме, што поскоро да направиме јаки програми. Ние навистина оваа година започнавме нешто, но ни треба помош од сите. Околу 11 милиони евра се купени тоаш. Овие три авиони. Рековте во старт може би требало сега од оваа дистанца поинаку да се формулира тој тендер за набавка или да се направи, да се изведе таа набавка, да се купи и двосет и во договорот да се плати и гаранцијата и сервисирањето во наредните 5 или 10 години, што би олеснило работата. За такви летала 5 години се многу мал, односно многу краток временски период. 5 години поминуваат многу лесно и после тоа многу, значи треба да се оди затоа што се набавени директно од компанија преку нивно посредично, односно преку нивно застапништо за Европа. Затоа ви велам и ви тврдам, ради тоа што уште од старт е направен пропуст. Овие пропусти се го зборувате од искуство од другите држави, така прават они во старт. Да, не само од други држави, значи тука кај нас пример, и да одиш да купуваш нова кола, они ти кажуваат, значи дали 5 години гаранција или ти кажуваат 100.000, односно 120.000 километри поминати. Значи ова кај нас, значи 5 години, како што спомнува поранешниот директор, е многу краток период. Со осигурувањето што е проблемот? Исто и тоа се појавува како проблем. Со осигурувањето не е проблем. Барем тоа сега немало проблем. Значи единствено процесите на сервисирање и осигурување треба да бидат врзани еден со друг. Паралелно. Значи паралелно, затоа што пазите вака сега. Постапката за осигурување е многу поедноставна и полесна и многу побрза.
Сега, ако отварате постапка за осигурување, а умеѓу време доаѓа до ситуација да немате сервисирање, тоа секако некој ќе ви каже па зошто осигурувате нешто кое што не е неупотребливо. А од друга страна па мора да почекаш, односно да ако ништо друго да ги почнеш паралелно, односно да има што би рекол временски надминување едно со друго, значи едниот договор со другиот договор, да на некој начин немаме простор кај што немаме осигурување. Ова набавката, реков, беше доста прашина се крена, тогаш јавноста реагираше, имаше многу реакции и про и контра, тоа го споменав во прашањата кај Салиу, дали да се набава, дали не, таа дилема рековте се уште постои, споменавте Турција. Тоа од аспект на тие пишувања и шпекулации и озборувања и како сакате наречете ги, дали тие се потврдија или се демантира истрага за набавката? Постои истрага за набавката која што уште тече, уште од самиот почеток кога дојдев ја во дирекција, значи имавме посета, односно најава на финансиска полиција и од МВР, кој што уште еднаш ги побара сите документи во однос на истава набавка. Се надевам дека што поскоро да се излезе и со точни информации во однос на тоа каде ќе можеме многу дилеми и сегашни што ги имаме да се расчистат. Зошто да не да има и одговорност, затоа што мислам дека е време во оваа држава да се почне да се дава одговорност и отчет за нешто што се набавува, а после тоа се чини дека во времето во времето што истекува не се функционални. Или па во времето кога ќе иде некој нов во менаџментот да сака нешто да крене, односно да влече да растура некаква шема што е претходно направена, па одма станува непријател број 1 и со сите вработени и со сите други институции. Имате проблеми со вработените? Спомена неколку вработени Салиу, спомена име Душка, Митевски спомена. Имате обструкции внатре? Сега како директор, ако се кажат инструкции, мислам дека е груб збор, затоа што тоаш се постава прашање дали ние смееме, односно знаеме да менаџираме, но секако дека проблеми има. Гледаме да ги изменаџираме во рамките на законот, но сепак велам, значи мора да потегнеме се што е вели законот, се што велат прописите, за сите тие кои што на некој начин спречуваат да работите се одвиваат како што треба, на најтранспарентен можен начин, да се заштеди, односно државните пари се на граѓаните, не се лични ни на директорот, ни на некој раководител на сектор, ни на некој пилот, ни на некој техничар. Значи за нив треба на вистина најодговорно сите секој можен денар да го трошиме. Зошто да имаме договор во 2018, односно 19 година, кој што е изведено од страна на економски оператор, кој што на некој начин се однесува и оценувачки према сите нас. Договорот е направен така да истиве работи, значи истиот договор е спремен првин кај нив, не е спремен во дирекцијата. Да го земете да го прочитате, истиот договор е спремен во тој економски оператор. Го напишал оператор, тој што ги продавал авионите. И истиот договор значи дава можност за подизведување. И сега, зошто ако се смета дека тие се најдобри, најпрофесионалци, зошто први се дават, односно зошто се дозволува на подизведување да се оди. И ако се оди на подизведување, бројките односно вредноста кој што ја кажуваат не кореспондира со вредноста кој што била во јавната набавка. Овие се теми на вистина кои што треба да подлегат и уште на подетална истрага, да се види што е, како е, зошто е направено, зошто е дозволено до такво нешто да се дојде, за да после тоа ни почнат затоа што секоја година ние имаме условување да цената на истиве ни се качува. А през сметките
не ги прави директорот. Пред сметките ги прават инженерите, пилотите, техничарите. Они се одредуваат сума дека по чек-листа и по прегледите што ги вршат дневни, односно месечни и така натаму, дека толку од прилика би коштало. Океј, на сето тоа секогаш се става нешто дополнително што може да излезе во кога ќе почне да се работи, затоа што не се може да се гледа само на визуелно, но кога добивате после тоа понуда од знае дека единствениот понудувач и сега добивате понуда дека над 40%, значи законски си врзан да мора да ја поништиш истава поставка и да гледаш да најдеш решение. Значи, кога се свртете да најдете решение, ќе најдете само проблеми и одолговлекување и ќе доаѓаме во ситуација да сега навистина сите се молат, односно сите критикуваат за авионите, но никој на крајот не доаѓа да ја сноси одговорноста што би било ако би течело на тој начин поставката. Значи, што никој не е спремен после тоа да оди во затвор, да пропише, значи ниеден, јас се надевам дека било кој да се наоѓа во било која институција нема да превземе таков ризик, да знае дека го прекршува смислено законот, само да подпише нешто што да би имало не готово. Мислите ли дека некои вработени кои што се на одговорни функции, штом ќе дојде лето одат на боледување? Да, точно е дека имаме ние одредени и пропусти и слабости, одредени лица навистина не се однесуваат одговорно. Ова е навистина за жал, затоа што исто имаат доста искуство, можат многу да помагат, меѓутоа чувството дека кога доаѓа до одговорност гледат да бегат сите и да му се става само на едниот човек. Сега без разлика дали е Беким, претhodно беше Аднан или Шабан или некој друг, значи навистина одговорноста во вакви ситуации точно дека првиот треба да ја сноси најголемата одговорност, но за да ја сноси и да му биде на него полесно да изменаџира, он треба да има тим, екипа кој што навистина ќе излезе во пресед да ги работи. Јас се надевам дека има веќе клима за промени некои работи, има веќе млади кадри кои што се спремни да превземат и ризик, но полека со старите би рекол дека тие се прекрасни во однос на искуствата, но се многу крути во однос на тоа кога треба да се сработи, односно во однос на тоа кога треба да се сподели одговорност. Околу мешањето на одговорностите имаше забелешка од Салиу дека и он која бил директор се случувало тоа, Центарот за управување кризи се обидувале да го земат приматот законски. Како се поделени или и тука има проблеми? Што е ЦУК, што е Јас навистина не сакам да ги гледам работите од таа перспектива. Моментално сметам дека најдобро би било ние да сработиме на терен, да бидеме што поажурни, да комуницираме што полесно и на небирократски начин. На не начин на преку секретарките. Јас со Ангелов можеби се слушам по 30, по 40 пати дневно. Еве може да ви тврдам дека денес кod Сабајле 3-4 пати сигурно се имаме слушнато. Синоќа исто така, значи продолжуваме да работиме на терен. Можам да кажам дека гледајќи на назад што се случуваше на релација ЦУК ДЗС, јас си реков имаше ревалитет, јас си реков за себе дека такво ривалство, таква војна не ни треба. Значи, точно дека имаме законски пропусти, но тие да ги оставиме за едни подобри времења кога сите треба да смислиме на кој начин да ги решаваме. Моментално не треба да гледаме кој на кого му командува, му пркоси, како треба да се носат одлуките така натаму. Затоа и сакам и да го исправам малце, значи и поранешниот директор Салиу, значи првично е побарано воздушна помош. Но гледате и самите дека многу земји се соочуваат со проблеми. На мене, кај мене директор на мене дури стигна и потреба од ангажман на нашите авиони во Турска. Значи, ние кажавме, барање.
ние кажаме дека не ни се сервисирани, навистина жалиме, но и да би биле сервисирани, оние моментално би биле ангажирани тука. Сега ова отвара можеби една друга дилема кој што веќе и како регион ние почнуваме да се отвараме. Ако почнуваме да се отвараме, значи треба да почнеме и да размислуваме и во однос на формирање, односно набавка на здружена набавка, регионален пристап, да исти авиони може да гасат и во Албанија, и во Македонија, и во Србија конкретно, пошто веќе отворен Балкан. На отворен Балкан. И не само во однос на пожарите, можеме и во однос на другите мерки. Значи, еве ова нека ни биде една водилка за воднина да пристапиме, затоа што кога се оди на пазар и да се купуваат, пример, противпожарни возила, ако се оди да се купуваат 300, секоја држава по 100, ќе биде цената многу пониска. А сега уште е поинтересен фактот дека во Србија има неколку фабрики кои што приспособуваат камиони за противпожарни едини, затоа што навистина оние специјалните камиони што се купуваат директно, односно ако се направени за противпожарни действија, се многу скапи. Значи истиве се од 400 до 600.000 евра. Сега, имаше од некои ваши колеги во медиумите сега сака паралела да вршат во однос на другите набавки на владата, значи каде што 1.000.000 евра се дава за нешто друго, викам, окей, во ред, со 1.000.000 евра можеме да купиме 2 камиона. Дали сметате дека 2 камиона сега во Ќе заврши работа? Ќе заврши работа? Не. Кон ова прашање треба принципиелно и многу сериозен пристап. И не пристап кога ќе ни се случи најлошото сега да размислуваме што, затоа што вакви пожари не се видени во тој регион во Македонија. Имаше во 2017 беа навистина страшни пожари. 2012 жртви имало во Струмица, имаше. Да. И 12 да, ама 17 беше најкритично, пошто 17 имавме исто и жртви. И сега ако поминува ова време и ако сите ние ова го забораваме и си сметаме и си мислиме дека нема да се случи до наредните пожари, ова можеби не излажа ланската година кога скоро и да немавме пожари, односно за разлика од 19-та година, за 90% имавме помалку пожари во територијата на државата. Тоа можеби се долеше и во однос на тоа дека луѓето се движеа многу, ги имаше на секаде во планина ради короната и така натаму, но истиве, значи, беа одговорени на некој начин, но оваа година навистина не чуди сите што вака неодговорност према пожарите и вака да се знае дека може многу лесно да предизвикува опасност, посебно во тој регион таму, е проблематично. А и ние треба да градиме една навистина издржлива стратегија. Значи, ако ја гледаме хартата на нашава земја, ќе видиме дека како што се поминува Вардар вака, од десна страна се пожарите присутни најмногу, а од лева страна ги имаме поплавите. Значи, ние така и капацитет треба да ги градиме. Значи, јас така размислував така да бидат стационирани. Така и се стационирани екипите, така ги стационирав ја и возилата на некој начин оваа година. Меѓутоа, тие се капацитетите. Стадион. Емисија за вашата вистина.